Добар ден, почнуваме со урбаните вести. Скопје доби улица во чест на Столтенберг. Ова е веста со која ги започнуваме денешните урбани вести. Во продолжение следува генералната најава. Столтенберг денеска во посета на Стајковци. Улицата кај градски стадион ќе го носи името на норвешкиот дипломат Столтенберг. Запрена изградбата на паркингот во Железара. Во Газибаба граѓаните ќе се изјаснуваат на локални референдуми. За 8 септември автобусите на ЈСП ќе возат по неделен возен ред. Населеното место Стајковци, кое пред 2 години беше зафатено од катастрофална поплава, денеска го посети генералниот секретар на НАТО Јанс Столтенберг, заедно со градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во рамки на посетата на Македонија денеска беше во посета на населеното место Стајковци, кое пред 2 години беше погодено од катастрофална поплава. Токму на помош пристигнаа војниците на НАТО, кои заедно со граѓаните и со припадниците на Министерството за внатрешни работи и армијата на Република Македонија и останатите македонски институции помогнаа во расчистувањето на улиците и последиците кои ги остави поплавата. Столтенберг рече дека ги разгледал сликите од Стајковци во моментите на поплавата и видел многу војници на НАТО кои помогнале. Тој рече дека му е мило што НАТО беше тука за поплавата и што селото повторно изградено. Посочи дека НАТО ќе продолжи да биде онаму каде што треба да помогне и подготвени се Македонија да ја прифатат како член на алијансата. We all know that you suffered flooding 2 years ago and we all know that NATO came here to help you. Како што знаете, пред 2 години НАТО беше тука да ви помогне во катастрофалните поплави кои го зафатија вашиот регион. НАТО продолжува да биде тука, продолжува да обезбедува помош и е подготвена да ве прифати како член на алијансата. Ги видов сликите од страшните поплави со кои што бевте соочени, но исто така ги видов и сликите од војниците на КФОР како ви помагаа во расчистување и изградба на патиштата и со опремата помагаа во справувањето со последиците од катастрофалната поплава со која што бевте соочени. To help you tackle the consequences of the flooding. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, како домаќин на оваа средба, изрази голема благодарност до НАТО алијансата и на генералниот секретар Столтенберг му врачи благодарница за помошта која имаа кога им беше најпотребна. Рече од НАТО од секогаш бил партнер на Македонија и е сигурен дека Македонија ќе стане 30-та членка на НАТО. Особено ми е драго и чест што денеска можам да бидам домаќин на првиот човек на НАТО алијансата кој што представува коалиција на најбезбедносниот систем во светот. Како градоначалник и како жител на Стајковци да му издадам посебна благодарност на генералниот секретар за помошта и брзата и професионална интервенција на единиците од НАТО за време на поплавите од 6 август 2016 година. НАТО ни представува сигурен партнер и сум убеден дека Македонија ќе ја прифати и ќе бидеме 30-та земја членка на алијансата. Столтенберг и Георгиевски остварија и средба со жителите на Стајковци, а ја посетија и улицата која беше најпогодена од поплавата на 6 август 2016 година. Во чест на Торвалд Столтенберг, а во присуство на неговиот син, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, денеска Скопје доби улицата Столтенбергова. Со помош на Столтенберг во постземјотресно Скопје биле изградени норвешките бараки во Тафталидже и детската болница Козле. Улицата што ги поврзува градскиот парк, градскиот стадион и киот на реката Вардар ќе го носи името улица Столтенбергова во чест на норвешкиот дипломат Торвалд Столтенберг во знак на благодарност од град Скопје и од скопјани за несебичната негова помош по катастрофалниот скопски земјотрес од 1963 година, кога беше изградена детската болница во Козле, што е донација на кралствата Норвешка и Шведска. Изградбата на норвешките бараки во Тафталидже, како и координацијата на помошта на Норвешкиот Црвен крст што пристигнала во првите денови по земјотресот.
Ова беше соопштено на денешната свечаност по овој повод, а на која присуствуваа градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Генералниот секретар Столтенберг се заблагодари на градоначалникот Шилегов за оваа иницијатива и искажа задоволство што Скопје и неговите жители ги паметат напорите на неговиот татко во обновата на постземјотресно Скопје. Поради несогласување на жителите од општина Газибаба запрени се градежните активности за изградба на паркинг просторот во населба Железара. На средбата, која градоначалникот Борис Георгиевски ја уствари со граѓаните, беше соопштено дека имаат 15 дена да се договорат во која насока ќе течат активностите. Густата населеност во населбата Железара, како и несоодветната инфраструктура, се почесто им создава потешкоти на жителите при одвивање на нормалното функционирање. Еден од проблемите со кои се соочуваат е недоволниот паркинг простор. Со цел решавање на овој проблем, уште во 2016 година до општина Газибаба пристигнало барање за изградба на паркиралиште, пошто Советот донел одлука за извршување на барањето. Изминатава недела, токму на улицата Душан Ташковик, се одвиваа градежни работи кои предизвикаа голем интерес кај медиумите, откако дел од граѓаните се пожалија дека се сечат 40 годишни дрва, кои се од исклучителна важност, токму за населбата Железара, ако се зема фактот дека општина Газибаба во текот на зимската сезона има највисок степен на загаденост на воздухот. Со цел да се слушнат мислењата на граѓаните, градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски уствари средба со жителите на населба Железара. А паркинг ќе се прави и од таму и од ваму. Овдека веќе се исечени дрвата, значи нови дрва, а доле има и сушени дрва кои што во секој момент може да паднат. Веќе година и кусур никој не ги пипка. Немало прошна, немало ова, немало тоа. Значи, да разјасниме кој за што се согласува. Тие се согласуваат, ќе им останат дрвата. Ние не се согласуваме, ни ги исековте дрвата. Да расчистиме за кој паркинг. Говориме за два паралелни процеса. Едно е за 45, друго за 49 града. Додека говоревме за празниот простор, за зграда 49, одма после имените, односно караши црквата од другата страна. За 45 останува ова решение кое вие ќе посакате. Јас со сила не можам да градам. Јас не можам со сила ништо да не правам ако немам согласност и потреба од граѓаните. Ова, од првиот момент, бидејќи елаборатот е отпочнат и барањата од граѓаните, до градоначалникот се стигнати и во 2016 година и во 2017 година. Јас во она што го наследив, го предложив и Советот го изгласа со завршниот дел на буџетот на 25 декември 2017 година и го стави во приоритет за изградба. Ако се согласите, ќе го правиме. Ако мислите дека ќе треба да почекаме или не, нешто друго ќе правиме. Тоа беше друго прашање. Бидејќи очигледно е дека во изминатиот период ниту којните совети, ниту меѓу себе не се почитуваме, ниту имаме размена на информација и комуникација, што е човечко право, ви предлагам две работи. Значи сите градежни активности од страна, јас као градоначалник и сопруг уште првиот ден пред 4 дена. И тука е завршена работата. Се додека не добијам релевантни информации од куќните совети, кај што ќе ме повикате, заедно со инспекторот за куќни совети, да се уверам дека барањата се легитимни и дека повеќе мнозинството од граѓаните сакаат да учествуваат за предлогот и за зграда 45, и за зграда 49, и за 42, пошто во делот на планот и кога ќе се договорите кој ваш приоритет ќе дадете, тогаш ќе градам. Меѓусебните несогласувања и спротивставени ставови и мислења на заедниците на станови на две различни станбени згради, од кои едните се согласуваат да добијат паркинг простор за сметка на зеленилото, а другите не. Градоначалникот им даде 15 дена да се договорат, а до тогаш ги запре градежните активности. Се договоривме дека во наредните 15 дена куќните совети посебно ќе се задаваат, каде што ќе треба на јавен и транспарентен начин да донесат и приоритет каде и на кој простор ќе треба да бидат новите паркинг простори. Од првата информација, од првиот ден уште пред мината недела, сите градежни активности ги сопрев како градоначалник да не дојде до можна злоупотреба на сечење на шумата, на можна злоупотреба од политички аспект и истовремено да излеземе во пресред затоа што навистина на овој простор недостасува паркинг простор. Имаме две диаметрално спротивни барања на едната зграда и на другата.
Зграда 45 сака да се прави паркинг простор на постоечкиот објект кој што се во нивна близина, додека соседната зграда од оправдани причини, што јас исто како градоначалник ги поддржувам, каде што на зелената површина и стеблата кои што се веќе преку 40 години и представува добро урбано катче, за едниот период да биде само уредено со урбана опрема, дополнително имаме обезбедено површина од 2000 метри квадратни, каде што е празен простор и на него можеме да направиме паркинг простор за таа зграда. Додека останатите две имат време за размислување на кој простор, како и во иднина заеднички да можеме да изнајдеме решение. Тоа не се две диаметрални спротивни барања, него барања се реални и барањата представуваат, како да ви кажам, нормален процес и диалогот кој што сега го водевме вечерва, ќе биде наша пракса и во иднина, заедно со граѓаните приоритетните прашања да ги изнајдеме на самото лице место. Покрај зазеленилото, на средбата со градоначалникот, граѓаните бараа подобрување на хигиената, како и легализирање на дивоизградените објекти. Во поголемите градови на Македонија денеска се одвива голема хуманитарна акција за собирање храна за сиромашните. Во речиси сите маркети низ Скопје на означени пунктови граѓаните имаат можност со донирање храна и средства за хигиена да помогнат во справување со кризата на ранливите категории на граѓани. На 33 пунктови во 10 градови низ Македонија денеска ќе се одржи првиот настан од националната хуманитарна акција Нахрани 10.000 за собирање на храна. Акцијата ја организира мрежата Сите Сити, која е дел од граѓанската иницијатива Мрдни со прст. Организаторите препорачуваат граѓаните да донираат храна која не е лесно расиплива, како ориз, граф, сол, шејкер, брашно, тестенини, масло за готвење, грашок, конзервирана риба, кокошкина супа, бисквити, кетчап, леќа, конзервирано овошје и зеленчук. Граѓанската иницијатива Мрдни со прст ја поддржа националната хуманитарна акција Нахрани 10.000 за собирање храна, која е во организација на мрежата Сите Сити, а чиј идеен творец е асоциацијата Ајде Македонија. Целта е да се подигне свеста на граѓаните за проблемот со недостаток на храна, со кој се соочуваат многу граѓани во земјава, како и да се креира можност редовно да се донира храна до нашите сограѓани, преку собирање еднаш месечно на 10 тони храна, која ќе заврши во рацете на Унија на кој им е најпотребна. Дел од организациите вклучени во овој проект работат со бездомни лица и за нив се прават посебни пакети во согласност со нивните услови за живот. Останатиот дел од организациите се задолжени да ја дистрибуираат храната до социјално загрозените семејства и до старите изнемоштени лица до нивните домови. Според Државниот завод за статистика во Македонија имаат проблем да обезбедат храна 445.099 луѓе и во просек имаат по еден оброк дневно. Од друга страна, годишно во Македонија се фрлаат околу 12.000 тони вишок храна, што представува за околу 26.000 граѓани да имаат по 3 оброка дневно. Незината вредност се проценува на најмалку 11,6 милиони евра, што може да се искористи како нова програма за социјална заштита. Според најновата студија на програмата на Обединетите нации за животна средина, 1/3 од произведената храна во светот или околу 1,3 милиарди тони завршува како отпад. Македонија и покрај својата специфична социјална и економска ситуација не се разликува од трендовите во развиените земји на фрлање храна. Околу 30% од храната произведена или увезена во Македонија никогаш не се консумира, бидејќи се расипува веднаш по берењето, во текот на транспортот или на крајот во отпад ја фрлаат големите трговски синџери и потрошувачите. За прв пат општина Ѓорче Петров организира повеќедневна културна манифестација на повеќе локации низ општината. Најавени се музички настапи, баскер перформанси, базари и спортски надпревари. Од 10 до 23 септември во општина Ѓорче Петров ќе се одржи манифестацијата Звуците на културата, која прв пат годинава за посетителите ќе понуди многу интересни, но и несекојдневни содржини од повеќе сфери и за сите возрасти. Програмата која изобилува со културни, музички и спортски настани стартува овој понеделник со отварање на спортската манифестација во мал фудбал ГГ Куп, која после долги години се враќа на игралиштето во основното училиште Страшо Пинџур, воедно во рамки на тие 10 дена, предвидени за незаборавни моменти во Ѓорче Петров. На 20 септември ќе биде одбележан и патрониот празник на општината.
македонски познати музички бендови и изведувачи, базар, културни и спортски игри, работилници за деца, театарски представи, хуманитарна акција, кинопроекција на отворено како и катче за вдомување и помош на бездомни животни, ракотворби, баскер перформанси, како и презентација на храна и пијалоци од локални производители, е само дел од она што ќе може да се види и слушне во Ѓорче Петров во средината на месецов. Културните и спортските манифестации предвидено е да се одржуваат на игралиштето во училиштето Страшо Пинџур и во Ромскиот парк во Ѓорче Петров. Нови пивеце подови се поставени во основните училишта Лазо Ангеловски и Љубен Лапе во општина Аеродром. За наредниот период планирана е и реконструкција на покривот на училиштето на Лазо Ангеловски. Општина Аеродром заврши со реконструкцијата на подовите во основните училишта Љубен Лапе и Лазо Ангеловски. Старите подови во училниците и кабинетите се заменети со нови еластични певеце подови, а општината за овој проект издвои околу 2 милиона денари од сопствениот буџет. Училиштето Лазо Ангеловски со сопствени средства го реконструираше и подот во холот на училиштето. Исто така, во наредниот период ќе се изврши и рехабилитација на покривот на училиштето Лазо Ангеловски во рамките на проектот на Министерството за образование и наука, при што се планира отстранување на салонитот од покривната конструкција и негова замена со друг соодветен материјал. Во иднина во општина Газибаба ќе бидат реализирани референдуми на локално ниво за прашања кои се во надлежност на општината, а се во интерес на граѓаните. Ова го истакна градоначалникот Борис Георгиевски на предавањето кое се одржа во општината, а во рамки на проектот јакнење на капацитетите за спроведување на референдум на локално ниво. Георгиевски потенцира дека досега локалните референдуми не биле пракса, но одсега често ќе ги има. Институтот за стратешки истражување и едукација денеска во општина Газибаба одржа предавање за тоа како се спроведува референдум на локално ниво. Представникот на проектот, професор доктор Дарко Спасевски од Правниот факултет Јустинијан Први, рече дека многу често граѓаните се прашуваат дали како граѓани се доволно силни да ги сменат работите или да влијаат врз некоја работа која е важна за нив. Исто така понекогаш имаат дилема дали политичарите во нивно име може да донесат одлуки кои се во најдобар интерес. Целта на граѓанските иницијативи како што е локалниот референдум е да овозможи граѓаните самите непосредно да изберат кои се нивните потреби и приоритети, како изградба на инфраструктура, образование, заштита на правата на работниците, проекти од областа на културата и други иницијативи од локално ниво. Спасевски за пример ја посочи Швајцарија како земја каде граѓаните редовно се изјаснуваат на референдуми за широк круг на прашања. Исто така во Ирска во 1995 година на референдум со мнозинство од 50,3% беше легализиран разводот на бракот. Она што може да спомниме се примерите и искуствата од различните земји, во кои што почнувајќи од Швајцарија, која што има најмасовен концепт на организирање на референдуми, кои што фаќаат различен тип на прашања, па се до низа на земји, се работи за широк круг на прашања кои што се поставуваат на локални референдуми, и од тоа еве како за илустрација примерот со Шведска, кој што на референдум одлучувале дали да возат на лева или десна страна, па до референдумот во Велика Британија во која што судбината на цела една нација се решаваше на референдум дали да останат или не во Европската унија. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски рече дека во општина Газибаба досега никогаш не биле спроведени локални референдуми, но во иднина тоа ќе биде честа практика. Локален референдум ќе се спроведе за прашања за кои граѓаните не можат да се договорат. Ова е алат како што како општина сакаме да искористиме во наредниот период за работење, со цел да го зајакнеме општинското работење и локалната администрација. Во непосредните избори кои што ги најавивме за избор на нови совети за местните заедници кои што ги планираме на 25 овој месец, каде што преку тајно гласање или референдумско би избрале совети на местни заедници кои што ќе бидат отворени, функционални, транспарентни во делот на своето работење. Исто така референдумското прашање представува добар инструмент каде што ќе можат граѓаните на непосредно учество без разлика на волјата на советот или градоначалникот да изберат и предложат своји проекти кои што им се битно или битни во нивниот иден развој на локалната самоуправа. Така да ги охрабруваме масовно да се вклучат во ваквиот проект каде што ќе ги разграничиме обврските
како локална самоуправа и референдумското прашање како непосредно изјаснување по било кое прашање кои се од битно значење и од приоритет на граѓаните. Министерот за здравство Венко Филипче и здравствените работници отворија дебата за потребата од дисперзија на градски болници во Скопје. Министерот Филипче потенцираше дека граѓаните за да добијат квалитетни здравствени услуги треба на едно место да имаат се што е потребно за нивното лекување. На јавна дебата, министерот за здравство Венко Филипче и здравствените работници разговараа за тоа како да ја дисперзираат болничката служба во Скопје, како да се зголеми квалитетот на болничките услуги низ призмата на здравствениот систем, во која насока треба да оди и низ призмата на урбанистичките решенија. Министерот Филипче рече дека има многу проблеми во функционирањето на здравствениот систем како што е структуриран сега. Сигурни сме дека нема да може да се репарира така како што е димензиониран пред повеќе децении, заради тоа што недостасуваат огромен број лекари и медицински сестри. Инфраструктурата е остарена, а во светот има многу нови модели на здравствени системи кои што на пациентите им пружат многу подобра здравствена заштита, рече Филипче. Не можеме да го надградиме системот во стара инфраструктура заради тоа што токму новата инфраструктура е еден од предусловите да се дадат новите методи. Постојат многу хибридни опции, постојат многу минимално инвазивни опции на лекување во светот. И сето тоа нашите пациенти го се заслужуваат како и сите други жители на европските земји. За многу од тие случаи испраќаме пациенти во странство. Тоа представува огромен трошок, но и губење на експертизата на нашите доктори. Проблематичен е и трансферот на пациенти, односно патувањето од едно ниво на здравствена заштита на друго. Огромен е притисокот кон терцијерната болничка заштита, заради тоа што пациентите се едноставно навикнати да одат кон клиничкиот центар, нешто помалку кон болниците, а сосем малку се задржуваат на примарно ниво на здравствена заштита, таму кај што всушност треба да биде ставен фокусот на давање на лекарска грижа и лекарска услуга, заради тоа што тоа е нивото на кое што се решаваат над 80% од многу здравствени проблеми на секаде во светот. Министерот Филипче додаде дека активно работат со повеќе меѓународни институции за имплементирање на овие модели. Правиме обиди, додаде Филипче, каде ќе се направат мрежи во кои ќе се вклучат и приватните и државните доктори, за да се задоволат потребите од здравствена грижа, особено во руралните средини. Одбележувањето на 8 септември, денот на државноста на Македонија, ќе донесе промени во возниот ред на ЈСП Скопје. Покрај тоа ќе работат само 3 дежурни билетари. Сабота на 8 септември, поради државниот празник 8 септември, Ден на независноста на Македонија, ќе работат само 3 билетарници на јавното сообраќајно предпријатие, информираат од ЈСП. Дежурни со работно време од 7 до 19 часот ќе бидат билетарниците на Зелен пазар и Транспортен центар, а од 7 до 13 часот ќе работи билетарницата во Ѓорче Петров. Како што информираат од јавното сообраќајно предпријатие, истиот ден автобусите на ЈСП Скопје и на приватните превозници ќе сообраќаат по неделен возен ред. Времето утре ќе биде претежно сончево со температура до 30 степени. Во сабота слично време со температура до 29 степени и во недела температурата ќе биде 29 степени, но со услови за дожд. Во понеделник не очекува разведрување и температура повторно до 29 степен. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, а за повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.